Насилен земјотрес го опустоши Хаити. Сликите покажуваат катастрофална ситуација, но се уште е тешко да се определи бројот на загинати. Во првиот дел на емисијата ви ги донесуваме и првичните светски реакции по трагедијата. Го гледате News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Земјотрес од 7 степени вторникот попладне го погоди Хаити, затрупувајќи голем број лица во урнатините. Сведоци велат дека по улиците на главниот град Порто-Принс преживеаните редат тела на загинати. Ова е најсилен земјотрес што ја погодил сиромашната Карипска земја во последните 200 години. Потресот испретил облаци чад од урнати објекти. Епицентарот бил на 16 на километри од Порто-Принс со длабочина од 10 километри. Урнати се згради ширум градот, меѓу нив и председателската палата и штабот на мировната мисија на Обединетите нации во Хаити. Според представници на Обединетите нации, комуникациите и електричната енергија во Порто-Принс се во прекин што отежнува да се добијат точни податоци за бројот на загинати и штетата. Некои жители преку интернет мрежите за дружење, Твитер и Фейсбук испраќаат фотографии за последиците на земјотресот до медиумите. Соединетите американски држави и Обединетите нации ветија помош за Хаити по веста за опустошувањето на Порто-Принс, главниот град на сиромашната Карипска држава. Американскиот председател Барак Обама вели дека САД внимателно ја следат ситуацијата и се подготвени да му помогнат на народот на Хаити. Поранешниот председател на Хаити, Жан Бертранд Аристид, кој живее во екзил во Јужна Африка, вели дека е со народот на Хаити. Тој рече дека трагедијата е тешко да се опише и ги обврзува сите на помош и солидарност. Американската државна секретарка Хилари Клинтон на застанување во Хаваи рече дека САД ќе обезбедат цивилна и армиска поддршка, како и хуманитарна помош за Хаити. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун рече дека Обединетите нации веднаш ќе дадат $10 милиони помош. Тој апелираше за помош од земјите членки, велејќи дека огромната помош ќе биде неопходна. Американската агенција за меѓународен развој испраќа тим за помош во катастрофи, вклучувајќи и спасувачки куќиња и околу 48 тони на спасувачка опрема. Интерамериканската банка за развој вели дека веднаш ќе одобри $200,000 грант за итна помош за Хаити, за храна, вода, лекови и привремени засолништа на жртвите од земјотресот. Во Ватикан, папата Бенедикт исто така објави апел за великодушна меѓународна помош. Имајте напред вас секој ден во годината. Пријавете се за бесплатен календар на Гласот на Америка, со што автоматски ќе започнете да добивате бесплатен електронски дневен билтен на вести. За сите информации појдете на glasnaamerika.com. Американската државна секретарка Хилари Клинтон во Хаваи дискутираше за американско-азиско-пацифичката политика. Во продолжение некои од клучните точки на тие разговори. Клинтон, зборувајќи во Коновово, изјави дека азијско-пацифичките односи се приоритет за председателот Обама, кој поминал дел од дејството во Хаваи, Индонезија. Таа рече дека САД се определени за барање кооперативни и зрели односи со Кина, што нема достапат од курсот при појава на разлики. Одговарајќи на прашање од кинески студент, Клинтон рече дека Кина може само да има корист од поотворено општество. Се надеваме дека ќе има зголемување на отвореноста, политички во Кина. Се надеваме дека кинескиот народ ќе има можност да ужива во поголем спектар на човекови права и слободи. Тоа им го велиме на нашите пријатели во Кина при лидерските средби, зашто веруваме дека тоа е во најдобар интерес на Кина. Државната секретарка зборуваше непосредно пред заминувањето за Папуа Нова Гвинеја, Нов Зеланд и Австралија, што го прави ова нејзино четврто патување во регионот од преземањето на функцијата. Клинтон ја нагласи важноста на враќање на САД во позначена улога во регионот, по како што се сметаше преокупацијата на администрацијата на Буш со Ирак и со други прашања. Клинтон претходно разговараше со јапонскиот министер за надворешни работи Кацуја Окада, чија лефтистичка влада ги иритира САД со преразгледување на договорот од 2006 со цел да се промени американското присуство во Окинава. Висок представник што патува со Клинтон на новинарите им изјави дека и покрај големите разлики во гледиштата на двете држави во врска со прашањето на базата, целокупните односи се премногу важни да бидат жртвувани за едно прашање.
Антидепресантите се нашироко користени лекови за намалување на страдањето. Но по ревизија на некои претходни студии, истражувачи на Универзитетот во Пенсилванија дошле до нешто што може да го промени начинот на кој лекарите ги препишуваат антидепресантите. Истражувачите разгледувале резултати од поранешни студии за дејство на два вида антидепресанти. Студиите вклучиле пациенти со длабока депресија, умерена и лесна форма на болеста. На некои им било дадено антидепресант, а на други лажна пилула. Джей Форнер раководел со студијата. Најдовме дека кај пациентите со полесни форми на депресија, лекарствата не беа многу покорисни од лажните пилули. Кај пациентите со посилно изразена депресија тие има силно влијание. Лекарите беа остро поделени по прашањето како да се третираат пациентите со помалку сериозни симптоми на депресија. Студијата не дава препораки за третман, но има импликации на третманот. Психијатрот Стюарт Соцки изведе една од студиите вклучени во ревизијата. I hope that what a study like this will do would be to... Се надевам дека една ваква студија ќе ги натера на предпазливост медицинските лица, дека степенот на болеста е важен фактор што треба да се земе предвид при планирање на третманот. Доктор Соцки вели дека лица со умерена депресија може да имаат корист од антидепресанти, но оваа студија покажа дека многу други можат да ги постигнат истите резултати со вежбање, разговорна терапија, групи на поддршка или со методи на самопомош. Иако можеби тие нема да реагираат на антидепресанти, добра вест е што има и други ефикасни третмани што може да се применат. Студијата е објавена во журналот на Американската медицинска асоциација. Утре во Newsflash, кампања за мир во Судан со тапани. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. До гледање.